Вака изгледа тешкото секојдневие на 55-годишната самохрана мајка Маргарита Милошевска. Живее во гостивар на третиот кат од оваа зграда која е без лифт. Таа мора незината ќерка која боледува од церебрална парализа да ја симнува и качува пеш по скалите, за да ја однеси и врати од дневниот центар. Така е 15 години, но здравето вели повеќе не ме служи. Поседува социјален стан. Од надлежните побарава да го заменат за стан во стамбен објект кој има лифт, или пак да изградат надворешен лифт во зградата каде живее, но досега не добила позитивен одговор. Вака сега, од предлогов може само да се види како секој ден слегуваме ние по скали со Мартина и се качуваме за да одам на работа јас. Со овој проблем не се соочувам само јас, се соочуваат и многу родители други што имаат вакви деца. Меѓутоа, конкретно сега ќе си кажам за мојот проблем, бидејќи години овој проблем ме тишти. Поднесувам барање, значи, во Министерство за транспорт и врски, во влада, од пред 7 години може да 8, како Мартина почна поголема да станува, како останав сама, ќерка ми постара се омажи, и останав сама и почна многу тешко да ми биде слегувањето и качувањето по скалите. Упорно добивам писма, негативни, дека не е можно да ми се промени станот. Ниту еднаш не е дојде на комисија да провери и да види со што се соочувам јас. Јас, мажот мој починат, сум сама и на никого не му е гајле. Сите се држат за закони. Јас би рекла, ако секогаш законите ги почитуваат сите, би било многу убаво во државава наша, гледајќи како 1600 вработени фигурираат како вработени, а земаат плата, а не одан на работа. Гледајќи го мојот случај, како јас секој ден се малтретирам со Мартина да слегувам по скалите, мислам дека не се тука нема збор за закон. Гледаме примери како луѓето не се во државава, а примаат плата. Значи многу икс примери, да не правиме сега политички маркетинзи овде. Само сакам да им укажам и да им покажам на властите, на владата, на сите, и на прошлата влада и на сегашната влада, да им укажам дека како што не ги почитуваат тие законите, така и ние нема да ги почитуваме законите, и за нас нека не ги гледаат законите. Да, ви имате добиен социјален стан, така? Мојот стан е добиен пред 15 години како самохран родител со постарата ќерка кога бев. Отпосле ми се случи оваа нова настаната ситуација со Мартина. После тоа се роди. Истата година кога се роди Мартина, маш ми почина, значи јас сум 14 години скоро сама со овој проблем се соочувам. Да, и сега бараш да ви се смени станот, односно добиете стан како самохрана мајка со лифт, така? Значи ја барам промена на станот, не барам да ми доделат нов стан, барам промена. Сега има нови згради изградени со лифт, што се многу убави, меѓутоа се во многу мала квадратура. Мојот стан е 50 квадрати, тие се по 35 квадрати. И сега ми викаат, не можеме ти дадеме поголем, бидејќи толку се становите од 35 квадрати. Овие деца се со посебни потреби и ние родителите сме самите со посебни потреби. Тоа дете, значи едва и го држиш во 50 квадрати, бидејќи тука врши нужда, доаѓаат гости, луѓе. Значи не можеш ти тоа дете да го затвориш и во 30 квадрати. Тоа не е живот. Ако гледаме на запад, како можеш да земеш еден стан под кирија, дека не смее да биде без две спални, без така, а нас овде да не стават во 35 квадрати, значи тој проблем може да се реши. Не ми е одговор на моето барање дека не може да ми дадат поголема квадратура на станот, мислам 50 тоа што го имам, барам замена. Или кај што беше постојачкиот балкон, да се изгради балкон, пошто јас немам балкон, нити комшиите под мене, нити тие над мене, и тука да се стави еден монтажен лифт за да ми се реши мојот проблем. Така, ова последно што кажете, некој ако доплатите, тоа може да го направи и општината и власта. Па може заеднички. Министерството, владата, општината, сам градоначалникот наш тоа воопшто не го оспорува, ако е во негови ингеренции, тој многу би помогнал кога некој би му кажал. Значи тој многу не поддржува нас како родители и сите деца со посебни потреби, и јас сум сигурна дека тој би скокнал во помош во овој случај. Меѓутоа владата е тука таа што треба да го реши овој проблем. Значи сега апел упатувам до господинот Зоран Заев, бидејќи тоа сега премиер во моментов, до министерката Мила Царовска и до Фросина Ременски, бидејќи пред 2 години се сретнавме и ми кажа дека може да ми помогне да се обратам кај неа, но меѓутоа знаете како можеме да дојдеме до нив никако. И еве сега јавно го упаќам овој апел за да ми помогнат да не
за да не морам секој ден да го издржувам ова, затоа што јас стариам, имам 55 години и секој ден кичмата моја трпи. Јас од здравствена ситуација не можам тоа. Рамената ме болат, кичмата. Се гледа само што трпи целиот организам кога слегуваш ти со такво дете по скалите. Така. Уште едно прашање имав. Ова, како што кажете на почетокот, него со овие проблеми не се случувате само вие, туку и многу мајки. И многу родители се соочуваат со ваков проблем, меѓутоа за жал нашава држава е малкуце и ќора и слепа за нашиве проблеми, бидејќи ние имаме и други проблеми покрај овие. Значи, ова дете има 15 години, задутре ќе направи 26. После 26 години ние сме соочени со друг проблем, здравствениот. Сите родители после 26 години плаќаат здравство. Сега не партиципира Мартина, меѓутоа после 26 години партиципира. И цело време упорно бараме тие 26 години се тргнат од сите граници, меѓутоа се уште тоа не е направено. Има уште една сега нова работа. Доделуваат, значи, можам да земам скратено работно време со цела плата. До сега не беше со цела плата. Сега е до висината на една просечна плата, меѓутоа не условуваат. Ако користиш скратено работно време, не можеш да користиш персонален асистент, кој уште го немаме, меѓутоа би требало да ги добиеме тие персонални асистенти, но ја не знам зошто е тука условов. Ако ја користам скратено работно време, мене не ми треба персонален асистент дома да ми помогне, да ја избања. Маргарита Милошевска е координатор на ресурсниот центар за сервис на родители кои имаат деца со посебни потреби. Вели дека со незиниот проблем се соочуваат голем број мајки. Некои од нив се одлучиле децата да не ги симнуваат од нивните станови, пракса која влијае негативно на нивната социјализација. Дел од лицата со телесен инвалидитет кои живеат на пониските катови пронашле решение. Ненад Геровски од Тетово, со помош на систем кој работи на хидроулика, излегува од својот дом, но низ град постојано наидува на препреки. Без помош од другите не може да пристигне до ниту едно место. Тешки услови за нас инвалидите има во Тетово, нема пристапност на тротоари, нема пристапност во објекти, во училишта, како прво во општината нема пристапност, а да не збориме за болниците. Еве овдека кај мене на улица, например, го заградија патот, не направија прелаз за да можем да преминам улицата. И тоа е, не знам што друго да кажам, се снаѓаме кој како ќе стигне. Со помош на луѓе, ако може да ме префрли преку тротоар, за да се качам или да преминам улица, тоа е. Мора нешто да се превземе и мислим дека е време и редно да се направи нешто за лицата со телесен инвалидитет и општо за сите што се и за мајки со со колички, со деца мали, да може да... Милошевска вели дека државата мора што поургентно да ги решава проблемите на лицата со инвалидитет, а најпрви да започне со менување на законите. Имаме и други проблеми покрај овие. Значи, ова дете има 15 години, задутре ќе направи 26. После 26 години ние сме соочени со друг проблем, здравствениот. Сите родители после 26 години плаќаат здравство. Сега не партиципира Мартина, меѓутоа после 26 години партиципира. И цело време упорно бараме тие 26 години се тргнат од сите граници, меѓутоа се уште тоа не е направено. Има уште една сега нова работа. Доделуваат, значи, можам да земам скратено работно време со цела плата. До сега не беше со цела плата. Сега е до висината на една просечна плата, меѓутоа не условуваат. Ако користиш скратено работно време, не можеш да користиш персонален асистент, кој уште го немаме, меѓутоа би требало да ги добиеме тие персонални асистенти, но ја не знам зошто е тука условов. Ако ја користам скратено работно време, мене не ми треба персонален асистент дома да ми помогне, да ја избањам, да ја наранам. Додека надлежните остануваат глуви на барањата, лицата со телесен инвалидитет се снаоѓаат како знаат и умеат, водејќи битки со секојдневните тешкоти и препреки.
Градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари додели благодарници на неколку претседатели на местни заедници и на поединци за посебен придонес за реализација на разни активности и проекти во 2018 година на подрачјето на општина Гостивар. Од тие местни заедници кои што највише, најповеќе помогнаа на општина Гостивар, јас оваа година решив да им дадам барем по една хартија на која што пишува благодарница од општина Гостивар. Тоа се 5 местни заедници кои што најдобро функционираа, и тоа на село Лакавице, на село Дебреше, село Чегране, село Форино и село Чајле. 5 местни заедници кои што најдобро функционираа минатата година. Иако и општинската администрација се обидуваше да им помогне, меѓутоа тие и самостојно направија голема работа по нивните села, кои што се нормално, кога има нешто убаво во градот, тоа е успех на сите граѓани на општина Гостивар. Таравари изрази подготвеност овие местни заедници во иднина да имаат поголема поддршка од страна на општината, а воедно ги охрабри и другите местни заедници да го следат нивниот пример во насока на подобрување на квалитетот на живење на нивните жители. Признанија им беа доделени на поединци за вложениот труд и заслуга за реализација на проекти во Гостивар, и тоа на Шпен Сулемани, поранешен ВД директор на интернатот, Беки Маме, председател на Сдруженијето на лица со посебни потреби Порака од Дебар, Газим Хаджиејуб, координатор за соработка со Република Турција, и на Хакан Гостивар, турски државјанин кој овозможил повеќе донации во Гостивар и Гостиварско. Скијачката сезона на Попова шапка започнува утре. Традиционално првиот ден од почетокот на скијачката сезона, скијањето е бесплатно. Од скијачкиот центар информираат дека се целосно подготвени и екипирани за непречено и безбедно функционирање на ски терените, дека се спроведени сите редовни технички подготовки и активности за почеток и тек на новата ски сезона. Утре во функција ќе биде ставена жичарницата Церипашина и ски лифтовите Аеродром ИГ. Како новина од сезонова на сите патеки ќе има електронски ски билети. За да се избегнат поголеми сообраќајни мешаници и други несакани безбедносни проблеми, секторот за внатрешни работи Тетово апелира до собствениците на моторни возила целосно да го почитуваат утврдениот режим за паркирање и наредбите на полициските службеници. На оние кои на Попова шапка ќе пристигнуваат со возила исто така, им се советува да ги заклучуваат возилата и во нив на седиштата да не оставаат вредни предмети. Возачите уште еднаш се потсетуваат на законската обврска задолжително да поседуваат зимска опрема, но и крајно одговорно да се однесуваат кон јавната чистота. На собствениците на моторни санки пак им се укажува да се воздржат од возење по скијачките патеки, зашто движејќи се по патеките можат да ја доведат во прашање сопствената и безбедноста на скијачите и на другите присутни покрај патеките. Овој наредните зимски месеци секторот за внатрешни работи Тетово ќе ги засили планираните превентивни и други активности на Попова шапка со цел навреме да се откријат и отстранат евентуалните пропусти и недостатоци од безбедносна и друга природа и соодветно да ги санкционира прекршителите. Пред нас се два поголеми празници, Бадник и Божиќ. Црковно-народни собири православните верници ќе организираат во повеќе населени места. Централната прослава на Бадник Коледе утре 6 јануари ќе се одржи во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, каде ќе се служи утрена со литургија на Свети Јован Златоуст. Од пред храмот во 10 часот и 30 минути ќе тргне бадниковата поворка од деца и младинци, која ќе минува низ главните улици во градот, пеејќи ја песната Вечниот Бог. Бадниковите литии се одржуваат со цел да се воспостави традицијата на православно чествување на празникот, кој го навестува Христовото раѓање. Попладнето на Бадник во 16 часот и 30 минути во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово ќе се одржи традиционалниот божиќен концерт во изведба на реномираниот женски младински хор Менада заедно со нивниот подмладок детскиот хор Лале под диригентство на маестро доктор Ивица Зориќ, при што на него ќе му биде доделен орден на Свети Климент Охридски од страна на Светиот Синод на Македонската православна црква
Охридска архиепископија. Веднаш потоа ќе бидат осветени бадниковите гранки од страна на неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Празникот Бадник со црковно-народен собир ќе се прослави во манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓи Победоносец во Мала Речица. Чествувањето ќе започне во 9 часот со света литургија, а во 13 часот ќе бидат осветени бадниковите гранчиња и ќе бидат прережани славските колачи. Во соборниот храм Свети Кирил и Методи сутре на литургија на Свети Василије Велики на 7 јануари ќе биде одбележан еден од неголемите христијански празници Христовото раѓање Божиќ. На вториот ден литургија ќе има во црквата Свети Димитрија, додека на третиот ден Божиќ ќе се служи во сите цркви во Тетово. Во 2019 година македонските граѓани ќе имаат 7 продолжени викенди. Од вкупно 11 неработни дена за сите граѓани, 7 се поврзуваат со викендот, за разлика од годинава која имаше 4 продолжени празнични викенди. Првиот продолжен викенд е за Божиќ, зашто неработен е 7 јануари, понеделник. Слична е ситуацијата и со христијанскиот празник Великден, кој како неработен е на 29 април, понеделник. Неработниот ден за 24 мај за светите Кирил и Методи, денот на сесловенските просветители, е в петок, така што граѓаните ќе одмараат уште еден продолжен викенд. Продолжен викенд има и за денот на Републиката 2 август, кој е во петок, како и за денот на независноста 8 септември, кој е в недела, но неработниот ден се префрла за 9 септември. Денот на Народното востание, 11 октомври, е уште еден неработен ден што се врзува со викенд, бидејќи паѓа во петок, додека 8 декември Свети Климент Охридски е в недела, а неработниот ден се префрла за понеделник, 9 декември. За сите граѓани неработни денови се уште 1 мај, денот на трудот, 4 јуни Рамазан Бајрам и 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Граѓаните од православна вероисповед најмногу ќе одмараат за големиот христијански празник Великден, бидејќи за нив, освен понеделник 29 април, неработен ќе биде и петок 26 април. Продолжен викенд ќе имаат и за Духовден, петок пред Духовден на 14 јуни. Неработни денови за православните верници се и Бадник на 6 јануари, недела, 19 јануари Водици и Успение на Пресвета Богородица 28 август среда. За граѓаните од католичка вероисповед неработни се 22 април, Великден, вториот ден на Великден, 1 ноември петок, празникот на сите светци, како и 25 декември, првиот ден на Божиќ. За граѓаните од муслиманска вероисповед неработен е 11 август, недела Курбан Бајрам. Легендарниот фудбалер на Црвена звезда и југословенскиот национален тим Драгослав Шекуларац почина денеска на 81 годишна возраст. Популарниот Шеки е роден на 8 ноември 1937 година во Штип, а за Црвена звезда дебатираше во 1955 и за 11 години во клубот одигра 470 надпревари, постигна 119 гола, освои 7 титули во југословенскиот шампионат, како и 5 купа. Како тренер на тимот ја освои двојната круна. Под звезда играше во Карлсруе, американски Сент Луис, ОФК Белград и Париз, а како тренер работел во Гватемала, Соединетите Американски држави, а пред крајот на неговата кариера кратко во Обилиќ. Во чест на Шекуларац ќе го репризираме прилогот на телевизија КИС од 5 јуни 2017 година, кога тој заедно со уште неколку ветерани на Црвена звезда ја посетија Македонија. Браќата Бошко и Милко Ѓуровски, Шестич, Боровница, Шекуларац, Караси, дел од ветераните на Црвена звезда, нивната посета во Македонија денес ја продолжија во населеното место Жилче, родното село на Ѓуровски. Таму бе убаво пречекани од жителите на селото, но и фанови на црвено-белите од регионот.
Се фотографираа, бара автограми на специјално место за тоа во албум за клубот. Тетовските навивачи на Црвена звезда имаа посебно дружење со овие ју фудбалски звезди. Ако звезда е живот, се друго е ситница, што е за вас оваа средба? Па нешто на кое ќе се сеќавам со голема радост. Ние бевме и у Брвенца исто да ги поздравиме пред некој ден, но горд сум, едноставно радосен и ќе раскажувам за ова со голем кејф, што би се рекло. Звезда ја следи многу одамна и за сите тие години многу ретко ми се дала прилика да бидем во друштво со вака повеќе од нив, и тоа и од повеќе генерации на звезда, фудбалери, со кои многу сум се радувал, нормално и тагувал кога биле приликите такви, и секако дека ми е голема чест што можев да поздравам во оваа прилика вакви, да кажем, имиња што длабок трак оставија во звезда. Љубовта се пренесува и на вашите помлади генерации? Секако, нормално дека и следствено и природно да синот мој Петар му ја пренесем на нему, му ја пренесем љубовта кон звезда, и иако сега се условите и времењата сменети, но сепак нешто такво треба да стане. Петар, какво е чувството и оно што никогаш тој татко имал можност да ти го кажува, сега за некого сега тој некој го гледаш лично, се фотографираш со него, автограми собиравте? Па, можам да кажем дека чудно беше, дека ги немам гледано додека играат, но тоа што ми го кажува татко ми, па супер ми беше, се чувствував одлично. По средбата со своите фанови, поранешните фудбалери беа нагостени во црковната трпезарија во Жилче. Има можност да ја вкусат убавата традиционална македонска храна. Бошко Ѓуровски вели секогаш му навираат посебни емоции кога е во својот роден крај. Бевме во Штип, тоа беше главна церемонија во Штип, отварање на спомен плоча и спомен обележа Драгослав Шекуларац, најдобриот фудбалски виртуоз на стара Југославија. И денеска, како што гледате, сите ветерани на Црвена, сите легенди на Црвена звезда дојде во село Жилче да ја видат оваа црква, оваа убавина. Имаме среќа, убаво е времето, така да сега се уживаат во едењето. Во ист момент сакам да се заблагодарам на луѓето од село Жилче кои организира овој ручек со пиперки, со тавче, гравче. Сите се легенди на Црвена звезда и пријатели наши воодушевени со нашето јадење. Да им покажеме дека сме многу добри домаќини и дека многу добра храна правиме. Вчера игравме и надпревар со ветераните на Брегалница Штип. Се беше на врвен ниво. Мислам дека сите ужива овие 4 дена да бидат заедно. Се разбира дека е голема чест дури за живот да ти направат, дека не кажем бист, него едно спомен обележје, и мислам дека е Шекуларац пресреќен. Се разбира дека без помошта на Жарко Колоджеровиќ, кој доби благодарница од село Жилче за помош во градбата на црквениот дом, он беше главен покровител и на овој пат. Човекот е србин од Бока Которска, многу ја сака Црвена звезда, посебно Шекуларац. Сега не живееше долго во Србија, беше во Америка и во Нигерија, меѓутоа сега по стари денови сега се врати, си направи куќа си направи на Опленац, каде што се фамилијата и Обрановиќ и Караđорđević, така да се работи за еден изварен човек. И кога дојде во црква денеска, беше прошлиот пат овде, он едноставно ја сака православната вера и им помогнува на многу луѓе. Ете, ние сме среќни што можеме да имаме еден човек и во село Жилче и во Црвена звезда кој ни помага и кој
кој го сака народот. Како вие се чувствувате секој пат кога ќе дојдете во родниот крај? Па сигурно посебно чувство. Јас со Милко до 15 година бев живеев овде и секогаш кога доаѓам, кога ќе пројдем после Групчин, нели, на рампата кога ќе видим Шарпанина, емоциите проработуваат. Повод за нивната посета на Македонија е поставување на спомен обележје за Драгослав Шекуларац во неговиот роден Штип. 2 часа по откривањето на споменикот вчера во Штип се случуваше фудбалски спектакл. Ветераните на Црвена звезда, матичниот клуб на Шекуларац и ветераните на штипскиот екс-прволигаш Прегалница одиграа ревијален надпревар на градскиот стадион во Штип. Шекуларац, звездина звезда. Какво е чувството сега? Зборувавте претходно за голема возбуда пред да се открие на ваше спомен обележје во родното место Штип. Како е сега кога веќе се откри? Како се чувствувате? Па јас сум презадоволен. Тиме мој велики пријател Жарко. Јас сум презадоволен од сето ова. Мојот пријател Жарко Калуѓеровиќ сакаше да ми направи спомен обележје. Поврзан сум со Штип затоа што како дете многу години сум поминал таму и мислам дека Штип ми помогнал да станам фудбалер. И еве уште еднаш им се заблагодарувам на сите мои другари, на Звезда и на Жарко, што отидовме таму и поминавме фантастични 2 дена. Друговима и Звезда и Жарко Калуѓеровиќу, што смо отишли тамо и провели 2 дана феноменално. Па друго, ја и дан данас волим И ден денес го сакам Штип. Имав прекрасна баба која таму ме чуваше. Единствено малку неубава ситуација е што Прегалница испадна од лига, но и посакувам да и се врати и повторно да дојдам на некој надпревар и да го видам Штип. Из лиге, така да им желим повратак и да поново доđem на неку утакмицу и да видим Штип. Puno zahvalnosti Bošku Đurovskome, Milku Đurovskome i kompletnom selu Žulče, jel? Puno zahvalnosti, ništa više sa tim. Sve sam obuhvatio, celo selo sam obuhvatio i s punim srcem zahvalnosti velikim našim drugarima. Драгослав Шекуларац кариерата ја започнал во 1955 година во Црвена звезда, каде играл се до 1966 година. Потоа до 1976 играл во странство со исклучок на 1968 и последната 1976 година. 10 години бил дел и од југословенската репрезентација. Тренерската кариера ја започнал од 1984 година. Jeli, Deli, kako ide ono? Super! Još jedna pobjeda i titula, i opet ti si zvezda postala. Svuda smo te pratili i redno vodili, za tvoju slavu dalja spevamo. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен ветер претежно од северозападен правец. Утринските температури се движе од -8 до -4, а дневните од -3 до 0 степени. Утре ќе има повремен слаб снег, а дневната температура ќе биде во благ пораст. Утринските температури ќе се движат од -7 до -3, а дневните од -1 до 3 степени.